ако бевте свесни дека целата таа ситуација е дел од една режија на, како што рековте вие, известни структури од југословенските разузнавачки служби дисперзирани во тој момент низ разни новосоздадени институции во Македонија. Зошто тоа си го земавте како ваша одговорност дека сте изгубиле на повториот круг? Па на крајот на крајот зошто не го поставивте поинаку проблемот? Влегувам за да се справам со тие затоа што знам дека постои опасност дека Македонија може нејзината стратешка определба да биде загрозена. Прво затоа што по крајна линија гласачите избираат власт. Манипулациите постојат секогаш. Разни групи интересни работат секаде во сите земји за искривување на перцепциите или за формирање на спротивни перцепции од оние кои што би требало да постојат. Меѓутоа на крајот гласачите го даваат зборот. Гласачите сепак одлучија во тој момент на 23,5 годишно дете, максимум 24 години, да добие повеќе гласови. Што суетата ви беше повредена? Не суетата, вие знаете, не може, јас не сум карактер кој што сака постојано да се наметнува. Или ви е суетата повредена, или се исплашивте од структурите кои сами сте ги лоцирале и од нивните намери. Дали се исплашивте? Не размислував за тоа. Јас знаев дека тие структури работат. Може би го немав доволно проценето целиот интензитет на нивното действување. Или ги немав сите можни информации тогаш. Потоа го составувате, знаете, мозаикот. Пак ги поврзете на станите, откако ќе се оладат работите, откако ќе се појават некои сами докази во врска со тоа. Не можете во дадениот момент. Тоа беше ситуација кога Македонија ги искусуваше првите парламентарни избори. Имавме големи тешкоти да ги составиме првите демократски институции, да ги пополниме органите. Во Југославија веќе се преговараше, во Југославија веќе неколку републики имаа одржано парламентарни избори, имаа легитимитет тие власти на плуралистички парламентарни избори. Македонија се уште не можеше да состави делегација избрана на плуралистички избори, која што ќе преговара горе за идните односи во поранешната југословенска репрезентација. Многу контроверзии има, господине Кошев, околу вашата улога во Сојуз на комунистите на Југославија. Дали Петар Гошев му се спротивставил на Милошевиќ или не? Мислам, тоа е смешно прашање. Тоа некои кои што беа со децении на страната на Сојузот на комунистите, па сега се пребегани на другата страна, постојано пуштаат некакви приказки. Тоа го знаат самите луѓе во Србија, тоа го знаат во Хрватска, тоа го знаат во Словенија, сите од тоа време кои биле стави, тоа го знаат и сите што малку педантно, не многу педантно ја следеле ситуацијата во Република Македонија. Директно не. Имавме некои реплики, дебати таму додека се одржуваше 14-тиот вореден конгрес. Индиректно? Имавме разлики во оние таму кај што се среќававме во собата на председателите, кај што се собиравме. И тие си работеа на друг начин својата игра. Притисоците какви беа? Оние што ги следеа медиумите од тоа време, ќе можат да констатираат дека само во април месец 90-та година во 30 броја политика белградска има 37 наслови напади против Гошев Петар. Ако јас нешто сум кооперирал со Милошевиќ, како што некакви мирки постојано пуштаат некакви тези. Како е можно тоа? Или на 10 април. Се потсети би ги минатата година ги собрав некои од овие информации. На 10 април
90-та година. Во бројот од вторничен има 7 наслови против Петар Гошев. Од Шарло Шаторов, од ревизионист, од предавник, од не знам што наслови. И тоа може секој да ги погледне тие информации. Знаат нашите возачи на автобуси или на транспортни камиони, кога ќе одеа на бензинските пумпи во Србија, кога полначите на бензини велеа заради кампањата против мене што се водеше во белградскиот печат, нека ви даде Гошев Петар бензин. И за крај да ве прашам, И сега некои луѓе навистина. Меѓутоа македонската историја гледаме дека е полна со обиди за искривување, за фалсификати. Така што тој што мисли така нека слободно мисли. Зашто на крај да ве прашам, 22 години од осамостојувањето ние се уште не успеваме да го отплеткаме лопчето и да пофатиме патот, што би се рекло, што е зацртан тогаш кога се договоривте да Македонија биде независна? Целосната одговорност ја имаат политичките елити. Кој сте и вие дел? За оној дел што сум го работел. Но јас не сум бил ниту еден момент од после првите избори премиер. Не сум бил дури ни министер, бев министер само во 2003 кратко. Министер за финансии, кога нешто не им одговараше, нели па брзо заминав. Значи јас не бев во извршната власт. Работев друго, таму кај што работев, познато е како го работев тоа. Значи целокупната одговорност се разбира, луѓето сакаат да стварат општи перцепции. Ве гледаат на телевизија, не ги разграничуваат компетенциите. Вие сте еден од тие што се појавувате на телевизија и говорите за македонските состави. Анализа посебна кај поширок дел од јавноста, која е непрофесионално ги гледа работите, се разбира, има такви перцепции. Значи, политичките елити се број еден. Без оглед кој спаѓа, кој бил во тоа. Тие покажаа отсуство на капацитет, покажаа некадарност, отсуство на желба за изградба на демократски институции и отсуство на желба да се купи знаење ако нема несопствено знаење како се прави тоа. И да се почитува тоа што ќе биде напишено во законите, да се применуваат и стриктно и во духот на тие закони и на уставот. Значи тоа е генералното прашање и лукративноста која што избина на преден план од функциите да се искористи за лично. Се ова се случуваше и во други источноевропски земји. Другите сепак како така со сите пречки предизвици успеа да ги изградат демократските институции. Во прашање е вкупниот капацитет, дефинитивно. Во прашање е дали тие 100% биле завртени кон лукративни активности или имало и лукративни активности, ама не го испуштале генералниот тренд за развој на демократско општество, за градење на функционална демократија, пазарно општество или мешано општество. Пазарно, државно, бидејќи де факто е мешани се општествата, само зависи што преовладува од овие два сегменти држава-пазар. Тие не го напуштале главниот тек на развој на демократијата. И нивните резултати се изморедни. Триумфална капија направивме, кога мислите дека ќе може да поминеме низ неј, да речеме успеавме во тоа што го замисливме на почетокот на формирањето на независна Македонија? Она сега е дефинитивно депласирана. А за да има потреба да направиме триумфална капија, јас мислам нема потреба да правиме триумфални капии. Тоа се рецидиви од далечно минуто. Доволно е да изградиме функционална демократија. Доволно е да ја симнеме невработеноста на нивото кое што е денеска. Оптимистите дека тоа ќе се случи?
Тоа Или кај ќе можеме речеме да, во вакви триумф околности не сум оптимист, затоа што за да бидам оптимист треба да видам промена на политиките и треба да видам промена на капацитетот на управувачките екипи на Република Македонија. Да видам раководни структури кои што доследно работат на таа линија долго време. Тоа не се прашање од еден ден, од една година, од еден мандат. Македонија со својот степен на неразвиеност треба многу време да работи за да може да го скрати јазот меѓу неа и останатите развиени европски земји. Петар Гошев, ви благодарам. Благодарам на прашањето.